Истражувањата на археолошкиот локалитет Свети Атанасија кај селото Спанче во Кочанско уште еднаш ја потврдија констатацијата за поврзаноста на овој локалитет со археолошкиот локалитет Пилаво кај селото Борилчево. И во двата случаја се работи за археолошки локалитети кои датираат од енеолитот, односно 4000 години пред нашата ера. И на Пилаво и на Свети Атанаси археолошките истражувања се во реализација на Археолошкиот музеј на Македонија. Раководител е археологот Ирена Колиштраковска-Настева. За поврзаноста на овие два локалитета и за животот во Кочанската котлина таа истакнува. Во непосредна близина на истиот пат кој што оди од Штип кон Кочани, од левата страна всушност во случајов од Кочани кон Штип, се наоѓа локалитетот Борилчево кој што подолги години, односно Пилаво се вика локалитетот, а селото е Борилчево, и таму подолги години беше истражувано и откривме исто така населба од енеолитскиот период и веруваме дека периодот од енеолитот во околината што ги имаме сознаено и во археолошката карта прикажани локалитети, дека тие луѓе сакале да имаат своја точка за почитување, за своите божества, за своите верувања, и ова е тоа место каде што тие доаѓале со своите прилози и ги внесувале, ги поставувале на овие платоа на локалитетот. Во истражувањата на Пилаво откривме житарици прегорени кои што се дадоа во Руџер Бошковиќ во институтот во Хрватска во Загреб и добивме резултати кои што го потврдуваат ова хронолошко наше толкување, го потврдуваат дека е 4-тиот милениум пред нашата ера, што значи дека тие се бавеле со земјоделие. Тоа всушност го потврдуваат и алатките од коска, тоа всушност го потврдуваат сите наоди што ги имаме, дури и апликации на садовите има како житарица која што била прикажана или им била секојдневие. Некогашното море ги делело овие два археолошки локалитети меѓу себе? Веројатно е така, бидејќи изобилието, како што рековте, од школки откриени и на овој локалитет, особено на Пилаво во кај Борилчево, ни потврдува дека освен тоа што вода ги делела, дека била здрава исхраната, дека имале широка понуда од самата вода, веројатно бидејќи наоѓаме стрелки, како што бил ловот актуелен, наоѓаме рогови од диви животни, значи секако дека се ранеле и со диви животни, меѓутоа и доместикацијата е веќе завршена, имаат питоми животни, кравата, овцата, така да имале голем, широк диапазон на исхрана. Откриените артефакти од двата археолошки локалитети се дел од музејската збирка во Археолошкиот музеј на Македонија, насловена 10 столба на македонската археологија, која е отворена во Скопје.